малата на Тања или не знам внукот. Баш така ве знаат? Така? Да. Кај мене е тоа малата на Тања и тоа е секојаш смешката што има мала Тања. Како е малата на Тања и стандард имаат по некоја таква смешка, а инаку тие што ко знаат татко ми се као не може скината глава си на татко ти. А тие пошто знаат мајка ми од порано и се као многу потсеќаш на мајка ти и тоа е секогаш. И додека стигнам на ред јас сум Нела. Друго е ова. Може ли јас да сум Нела? Има. Па и на тетка ти малку личиш. А и баба ти која беше млада со косичката, се очите ви се, а и дедо ти па светли очи има. Татко ми рекол, чека малце, како така сама си кажуваш, ја кај сум тука. Имавте избор што сакате да бидете кога ќе пораснете или тука немаше избор, не смееше да се бира? Нела, кај молим ти се. Која камера е крупна да им кажам нешто дома. Си криела дека сакаш, не си смела, па еве исто како Нела, така. Јас се криев кога пеев, не пеев пред моите. Леле како пушење на цигари кога се криеш. Тотално ми беше мене, јас Јас ми се се повраќаше кога требаше, кога си пеам по дома и не слушам дека влегла мајка ми и кога ќе слушна влуѓе ми се повраќаше. Ја пропеав. Ајде да. Ама по дома. Ама дај да те чуеме Ерос. Јас некаде трета, четврта година. Се баста уна бела канцоне, како беште? Не. Се баста се уна бела канцоне. Оригинал. А пара пиовере аморе. Сега ми е појасно? Кој прв ќе го побараш кога ќе ти тргне на лошо, мама или тато? Ајде, мама. Што и да тргне некако наопаку, да не знам што и да се случува, татко ми само ќе ми каже добро, смири се. Порационално така. Полека, ќе средиме, а мајка ми кој што, каде, како, кој треба да убијам, да тепам, да. Кој те закача? Ја не можам до збор да дојдам, аз земам воздух толку. Значи не можам. Мамо ми требаш за нешто. До сега колку девојки ти одобрила? Ако се прашува, она ни една нема да ја одобри. Тато имаше страшни проблеми на почетокот. Морам да го земам да го возам да видам каков е. Морам да разговарам, а ќе го донесеш ваму. А таму. Чекај со тоа возењето да ти збор. Да, јас сум кај тоа. Ја останав кај возењето. Кај возењето, значи го качи у кола, Го возиш. не. За малце. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи. Поддржано од Лимак Хотел, Прохигиена, Ладрија, Захарче Винарија, Лоренти, Флорадикс, Сија Flowers, Кенди, Бела Пац, New Age. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре, ми дојдовте во нешто конкретно. Во денешната епизода имам деца од познати семејства. Тие се убави, умни, талентирани и своји. Но колку е возможно да бидеш свој кога однапред некој ти одредува кој си и што си врз основа на потеклото. Дали потомците треба да се докажуваат два пати повеќе и дали во суштина талентот не е доволен кога пред тебе оди презимето. Одам да земам вино и да ви ги представам гостите. А во моментов доаѓаат тие, ги имам четворица вкупно. Потомци се на познати семејства, но се сепак индивидуални и своји. Мелани Тарчуловска. Добро вечер, повели. Благодариме. Ова е Нела Павловска. Добре дојде. Добро ве најдов. Огнен Здравковски. Добре дојде. И најстар. Филип Нацовски. Фала многу. Повелете. Значи, откако ми дојдоа гостите, можеме да почнеме. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве убаво се сместивме. Добре ми дојдовте. Добро. Виното беше за загревање и за опуштање. И сега ајде да се представите кои сте. Ќе почнеме од тука. Ајде. Јас сум Огнен Здравковски, попеач, син на Миле Здравковски, мајка ми е Совче Џорлева, внук на Наско Џорлев и на еден од најпознатите виолинисти Зоран Џорлев. Јас сум Филип Нацовски, спортски новинар. Брат ми е оперскиот пеач Благој Нацовски. Вујковци ми се Милан и Тодор Завкови и мајка ми е Лидија Нацовска, оперска певица. Јас сум Нела Павловска, акторка. Внука сум на Панче Невенка Кочовски од ансамблот Манифико. Тетка ми е Лидија Кочовска, оригинал татко ми е Предраг Павловски, исто актер, веда татко ми е Владимир Ендровски Љац, а мајка ми е Тања Кочовска. И јас сум Мелани Тарчуловска, ќерка на Сонја и Јохан Тарчуловски, забавен пеач.
Добро, одлично кажано. Каква богата историја имам овде во студио, во Бога ми, да. Сега кога вака си изговоривте, нели, чиви потомци сте, ова како ви звучи, како одговорност, како некаква обврска или не знам, да не е товар? Ајде ќе почнам од тебе, Нела. Не, товар е, затоа што се очекува некако од сам старт да личиш на неко... Личам веќе на татко ми премногу, ама во се што сум правила, некако како да мора да го правам како мајка ми или како тетка ми или како татко ми или баба ми, дедо ми и сето тоа. И товар е, ама во еден момент се доаѓа до тоа дека на крајот од денот никој од нив нема место мене да излезе на сцена. И дека тоа што јас сум си го завршила, тоа е мое. И дека во еден момент и да сум се обидувала нешто да ги имитирам како дете, бидејќи од прцул, од мала ме носеле во театар. И кога сум сакала да вака прави мајка ми, ајде и јас, или вака пее, или татко ми, не сум јас тоа. Мислам, сигурно јас сум земала многу од нив, но сепак си имам едно свое, како сум растела, па како ги впивам работите, па како понатака ги интерпретирам работите, така што да, е товар и тешко е да се тргне, ама мислам дека со тек на време со укажани шанси, со работа и со се, тоа малку по малку си оди. И станува горда сум на тоа. Претходно било, чутете се, ќе каже некој на Тања малата напред, ќути. А сега сум скроз горда на тоа и Добро, одлично. Имам подолу прашања баш онака конкретни, јасни за тоа. Ајде, Мелани, ти сега кога си кажа, односно знаеш, како ти звучи ова и дали е товар, одговорност ли е, не знам. Не е толку, не го гледам како одговорност, колку што го гледам како товар. Се согласувам со Неза до некада, со Нела. Зошто? Од проста причина, бидејќи ние доаѓаме на second place. Ние секогаш сме некако како во сенка на некој начин. Но не би рекла и целосна, пак си има тоа некоја предност, нормално, тоа е голема одскочна даска. Пак имаме примери како би требало некои работи да се движат, така што колку и товар знае да биде олеснување. Така да морам да кажам дека може да е и олеснување. Така, добро. Огнен, ти? Имаш ти неколку колена, исто како Нела? Бога ми да, имам јас уште од дедо ми, па војко ми, мајка ми, сидената му. Како да кажам, па товар, да, но убав товар е тој што го носам. Секако товар е, бидејќи пред се секогаш внимавам да не го зацрнам семејството прво, па потоа јас се ставам на место. Бидејќи сите веќе знаат од кој семејство потекнувам, среќа, можеби што јас не сум Џорлев, Здравковски сум и колку толку имам пак некој алиби, ете, како да не ме знаат како Џорлев, но ме знаат, ете, дали... А си размислувал некогаш да го додадеш? Мислам може, затоа што мајка ти го има презимето. Да, мајка ми го има, она е Софија Здравковска Џорлева, но дали сум размислувал, види, не сум размислувал на таа тема, бидејќи сепак си го почитувам на татко ми презимето, си го земав неговото презиме, тоест не сум го земал јас прво дале, тоа ми следи. Нели, но не би го менувал. Так. Сите ме знаат дека сум од семејството Џорлеви и едноставно си останам Здравковски, а ме знаете како Здравковски Џорлев. А дедо ти како е со друго презиме? Џорлев. Така, Џорлев да, е, добро. Да. Океј. Ти момче, значи не ја наследи лозата да станеш ниту оперски пејач, ниту диригент или да бидеш некаков музичар. Значи ти си од оние деца кои што идат по другиот пат. Сега колку е тоа товар? Вака сега мора првен вака да почнам. Мене во основно ме тера да се запишам во средно музичко. Меѓутоа, тоа морам да го објаснам дека не беше притисок, дека мораш да се занимаваш со музика, пошто си од музичка фамилија. Туку беше некоја насока од страна на мајка ми и од брат ми, затоа што они забележуваа кај мене дека кога ќе потпевнам музикално го правам тоа, дека знам да осетам тон кога ќе се распева брат ми дома, дека знам да осетам пејач на телевизија, дали ова добро, дали е лошо, и они знаеа дека нешто имам, и јас не ги послушав, си отидов по својот пат, се запишав во гимназија, па потоа завршив италијански јазик и се дошколував како новинар. Е веро. Е веро, си. Видиш, добро е. Што знаеш од брат ти? Италијански јазик, добро. Така што предпоставувам дека ако го фатев нивниот пат,
дека Ќе растуреше. ќе расте. Да. И сигурно тука се знаеме во какво општество, нели живееме, сигурно ќе имаше некое притисоче, па еве сега он е таму ради брат му, тие му се војковци и така натаму. Предпоставувам дека ќе имаше некој таков притисок и коментари од луѓето. Меѓутоа вака сега ми е многу убаво. Јас уживам во професијата како спортски новинар и Гурмалук со Вилипче ми е едно многу големо и позитивно освежување кое што ми се случи во изминатите 6 месеци. Тоа е многу тазе Така, тоа го дефинираме како YouTube канал, како блог, како што го дефинираме Гурмалук како со Инстаграм и Вилипче? Фејсбук канал. Инстаграм и Фејсбук канал на кој што нели споделуваш и рецепти, и пробуваш и храна и сето тоа. Значи и буквално ужива. И уживам во храната, дури почнав и реклами да снимам. Многу интересно, многу брзо се случи тоа. И така. Добро, одлично. Сега кога го спомнавме, значи Филип дека не продолжил по патот, имаш брат кој што не продолжил по патот, значи сестрата исто така, нели? Сестра ми продолжи. И продолжи на што свири? Кај нас цела фамилија Цела фамилија, добро. На виолина Кај тебе Младен Кај мене имам игра. еден ракометар, Така. имам мала балерин. Добро. Така што јас сум единствен. Единствено си која што оди со музика. Брат ти не продолжи, мислиш дека него му е полесно? Си тера, никој не го прашува? Па, во тој поглед да, но сепак па он со други предизвици се соочува цело време. Не сакал никогаш да продолжи, така што не можам да кажам полесно или не, само заради тоа да, ете, не е во таа фела кај што се моите и татко му кај што беше и од тој поглед да, ама да го сакаше тоа различно ќе беше. А сега вака сосема он во друго, се бави со туризам. Мислам, он има уште две сестри кои што исто така се од актерско семејство и тие не продолжија. Така. Не мора ништо да значи. Мислам, не му е полесно. Не му е полесно. Не му е полесно. Добро, секој со своја тежина. Значи кај тебе иако добро, спорт пак и татко ти да речеме на некој начин он беше од навивачите. Точно. Можеби таа љубов ја пренел на семејството. Па не би рекла до тој степен, но тој многу сакаше да менува, на пример, брат ми. Јас и он сме многу мала разлика, 2 години сме разлика. И, на пример, тој почна првенствено се бави со фудбал. Добро. И тоа траеше нормално кратко, тоа беше и кај мене исто. Јас, на пример, сменив неколку спорта, не знам, јас одев на тенис, одев на балет, одев пливање, гимнастика, за да може да се искомбинира целиот тој систем, нели, да може да се дојде до некој крајен резултат. Така да секој дете поминува низ сите тие, мислам дека стази за да може да се пронајде себе. И мило ми е што го одбра ракометот за тоа што стварно мислам дека му лежи. Многу. Добро. Огнен, рече сестрата исто така се занимава со музика, меѓутоа не пее туку? Свири виолина, она го наследи талентот на војко ми. Братучедите мои свират на едниот е на гитара, другиот на хармоника. Татко ми, ако не е музичар, но ете се бави пак со вид на музика, работи во ансамбл танец. Така. Така да... Значи немате никој кој што одскокнал да не, како еве Филипче, ти си на трапникот во оваа овдека група. За жал стварно нема, веќе цела фамилија само музика. Оркестар. Така, цела оркестар, гратис нема кој. Добро. Ве знаат баш како нечие дете, значи кога ќе речете ве малата на Тања или не знам внукот. Баш така ве знаат? Така? Да. Кај мене е тоа малата на Тања, и тоа е секојаш смешката што имам мало Тања, како е малата на Тања, и стандард имаат по некоја таква смешка, а инаку тие што го знаат татко ми се као не може, скината глава си на татко ти. А тие пошто ја знаат мајка ми од порано и се као многу потсеќаш на мајка ти, и тоа е секогаш. И додека стигнам на ред ма јас сум нела. Друго е ова, може ли јас да сум нела? Има. Па и на тетка ти малку личиш. А и баба ти која беше млада со косичката, се очите ви се, а и дедо ти па светли очи има. Мешано. Ама не од Невенка, така се викаше баба ти, да? Ама не е кратиница Нела од Невенка или нешто идело натаму? Моето име Кучешко има потекло. Двете баби, за да бидат среќни, едната е Невенка, а другата е Јелена, али Лела ја викаат цел живот. И мајка ми спои не и ла и на двете не им се свиеше. Добро, одлично. А Мелани, ти по која баба си крстена?
Јас по никоја баба не сум крстена. Имам интересен момент, мајка ми знаела уште на 16 години, ако има женско дете, знаела дека ќе има женско дете прво, како ќе се вика. И знаела дека ќе биде Мелани. И сите цел живот ја прашуваат зашто бе Мелани, па обично девојчињава Меланија ги викаат. Ги крштеваат, нели? Мелани, не, мене ми се свиѓа скратено, италијански ми дава малку некој шмек, Мелани мора да биде. И ми се свиѓа повеќе Мелани, скратено. А Младен по кого е крстен? Младен е по дедо ми. Па Таткото на татко ми. Знаев дека мора да има нешто во семејството. Мораше да се повлече конец. Да. А Огнен, ти си по некого си крстен или не обично дава? Тоа време било многу ретко има Огнен, па и до ден денес нема некој да кажеш многу имиња, многу да си кажат Огнен, и мајка ми рекла ако имам син ќе се вика Огнен. Така? И татко ми рекол чека малце како така сама си кажуваш ја кај сум тука. И јас сум требало усвари ме планирале за девојче да бидам, за женско и Јана требало да се вика. Мајка ми се свијало тоа име и татко ми рекол кога демек се шалам, може Огнен убаво име. Ќути. Раѓај го може Огнен да се вика, добро е. Ќути, фала Богу. Значи Благој и Филип. Благој и Вие Филип. сте по кого крстени или не сте крстени? Јас сум Филип Вилипче се. Добро. Ама има ли у фамилијата некој кој што требало да биде по кој што требало да го наследиш името, пошто обично така иде. И талентот као дајте му го тоа име па ќе биде така талентирано, не а? Не, едноставно Филип. Филип едноставно ме крстеа, нема по некој да ме крстеле, иначе а ова сега новото Вилипче. Вилипче, добро. Ево вие да ги дадам. Ако збори си? Вилипче е да не подсеќам на Венко Филипче. Јас сум гурмалук со Вилипче. Мора да се разликувам За по Мелани ова. Ти нема мама, тато, ти си со нема. братот. Опа, ти Ако? благодарам. Збори си? И така што не знам дали го знаете вицот со бабата. Ние го знаеме, Што ајде. ќе му купам ја на внук ми Вилипче, односно внук ми Вилипче. Приметувате каде е каде е? Добро. Толку е вицот, само една реченица. Добро. Така што јас Значи, сум не сте. Да, јас сум поново Вилипче. Така сакам да ме знаете, Вилипче. А Благој по кого е крстен или? По дедо ми. По дедо, ти па Да, знаеш по дека дедо. има таму да го наследи Да, тоа. да. И дедо Иако сите викаат, мајка ми секогаш вика, тебе требаше да те крстиме Благој. леле, па сме не. Затоа што јас сум по јадењето, по начинот бавен, како јадам, по сите тие ритуали кои што ги правам, ме знаат сите приватно каков сум. И јас личам на дедо ми Благој. А брат ми е брз, темпераментен. Он не е Благој, он треба другче да го вика, мене Благој треба. Така. Добро. Имавте избор што сакате да бидете кога ќе пораснете или тука немаше избор, не смееше да се бира? Нела, кај молим ти се. Која камера е крупна да им кажам нешто дома. Јас имав проблем со тоа. Да? Да, имаше едно нема да одиш на глума. И јас тогаш многу неборбено дете бев едно време и реков добро. И се запишав на шпански и не завршив, имам уште малку. Затоа што бев претходно на курс, го сакам јазикот, викам добро ќе одам на шпански, ама едноставно не се ни прибирав дома. Не ме интересираше никој дома, ништо. Ја не ќе ја да одам, не доаѓам дома, кај баба ми ќе живеам, ќе искаќам цел. бунтовник. Хаос. Бунтовно, ама не се борам за тоа да отидам на ФДУ, него ќе те раминат. И на крај мајка ми беше као, Нела, не те препознавам, као што е проблемот. И вака седавме дома и им кажав на моите, ама јас сакам да одам на ФДУ. И двајцата луѓе се погледнаа само и ми рекоа, па добро. Викам, 4 години за едно па добро. И на крај сватив дека ми се најголемата поддршка и они сватија дека не можел да ми го забранат тоа, дека едноставно... Мислам, јас сега веќе ги разбирам малку зашто било така. Ама не може затоа што знаеа дека тоа ми е единствената опција, единствената љубов. Одлично, добро. Кај тебе, Мелани, имаше нешто противење? Имаше избор? Нема Или шанси немаш? каков избор. Јас кога ќе зацртам нешто, тоа е тоа. Да. Нема кај мене ни два ни Мајка три. ти да Јас ти знаам каже, што не сакам може да бидам. татко ти да те... Не? Знаеш како, кога ти кажав преќе дека менував и спортови, се пронаоѓа во 300 хобија, јас тоа го правев затоа што имав на некој начин уназадување, поради тоа што имам мајка пеач. Добро. И јас знаев дека сакам еден ден да бидам пеачка, јас знаев дека сакам да се бавам со музика и така натаму, но некако тоа малку успоруваше ситуацијата, сакала да признам или не. И баш поради тоа, мислам дека собрав и храброст и признав, имам јас голема приказна, многу е долга,
за како дое до моментот да и признавам дека сакам да се бавам со музика, така да немаше тука ни два ни три. Стварно, тоа си криела дека сакаш, не си смела, па еве исто како Анела, така. Јас се криев кога пеев, не пеев пред моите. Леле како пушење на цигари кога се криеш. Истото ми беше и мене, јас ми се се криев. повраќаше кога требаше, кога си пеам по дома и не слушам дека влегла мајка ми. И кога ќе слушнав луѓе, ми се повраќаше, изгледа, не знам, се ствара нешто. Нешто во детско мозоче тоа све си функционира другачие. Верувам дека има тука нешто, но пак ја кажам, во мојот случај, например, јас веднаш инстантно добив поддршка. Немаше тука никаков момент на не можеш, вака, така, размисли. Имало поддршка за тоа што знаеле, ако го фатам тоа да го работам, тоа е тоа, нема што, нема назад веќе. Добро. Рече дека пееш, значи сигурно имаш и талент за пеење, прекрасно пееш. Да. Прекрасно. Пеам. На Лидија да го извадиш, тоа знаеш? Или ја имаш истата боја на гласот? Вака не ми звучиш по гласот затоа. Не. Ја не, повеќе на мајка ми потсеќам кога пеам. На тетка ми не е таа, аж да ја не. Тоа е друго. Тетка ми јас. Тоа е друго. На мајка ми повеќе потсеќам кога. Ама не ме терете да пеам. Не те терам да пееш. Ајде, Само што ќе кажа, пречи се и почне да слушнам. Ајде, Многу добро ми го извадиш. Сигурно добро пееш. Леле, од Бритни мораш. А ќе го натераме после Вилипче да запее, него што? Ја ероски ви го емитирам по италијанска Е, или. па гледаш ти. Значи имаме италијански и шпански тука. Како? Ќе се караме за италијански. А под Б немаше добро. италијански, што имаше Не, под Б? португалски. Португалски, еве гледаш. Ти под Б имаше шпански. Не. Не, ја имав под се романски. Добре. Се најдовме тука ни од Од све по нешто. Два збора не помтам. Значи Огнен кај тебе претпоставувам дека тоа си било зацртано како мал со виолинчето, све тоа. Ја дури на 3 годинки имам слики и видеа кај што идам со виолинчето, пластично виолинче имитација. Војко ми свири, дали била свадба, прослава, емисија, до него застанат и вака го гледам и свирам. Имаше бакшишче? Па да ти кажам искрено не знам. Тој сум бил Не, мал. тоа е секогаш така. Ке ти ги чувам. Сигурно ќе ги чувам кога ќе пораснеш да ти купиме нешто. И јас сакав да бидам виолинист, не ќе да бидам пејач. Моја прва љубов беше виолината, но за жал прекина таа љубов негде околу колку имав 7-8 оделение. Имав повреда на раката, скршив раката. Имав операција кај што требаше да чекам подолго време да закрепнам, а требаше ќе се запишувам во средно и ми рекоа бирај друг инструмент, кој теоретски дираш настава и почнам на кларинет, но не ме влечеше тоа многу. И после ми дојде Кларинет не треба да ја држиш раката ли? Кај ја скрши? па виолина треба вака, нели? Добро. Десната рака имав плочка и шипка и 4 штрафа. Ајде, ти, Година и значи, пол требаше кариерата завршена. толку, да. Требаше да мирувам со раката, ова само кларинетот вака, нели, во оваа форма и само прстите ги мрдаш. Па добро да нашле алтернатива луѓе во шека. Но не бев среќен со кларинетот тич и ми се роди желба за пеење. Јас пеам од 15 години. Некој мисли дека е цел живот пеам, но не. Прво бев инструменталист, па потоа почнав со На со старост пеење. си почнал да пееш на 15 години. Баш, од 15 Ти, години. Филип, кога ќе пропееш? Ја пропеав. Ајде да Ама по дома. Ама дај да те По дома. чуеме Ерос. Значи Ајде, јас некаде трета, четврта година. Себаста уна бела канцоне како беше? Не. Se bastasse una bella canzone Оригинал. a far piovere amore. Сега ви е појасно? Браво, браво. Значи ја некаде трета, четврта мене ми стана криво што не почнав да се бавам со музика. Јас ти им го признавам кривела на брат ми и на мајка ми дека им признавам дека погрешив. Тоа е добро. Значи тоа не беше пак ќе кажам притисок, мораш. Туку едноставно ме насочува убава професија. Насочи се. Сепак сме музичка фамилија, музикален си, ама ја бев во 8 оделение дете со топка надвор, спорт. Така, уживав надвор со другарите, со точаците, а брат ми беше уште од мал, он се знаеше дека ќе оди средно музичко. Таков му и ставот на Тако него. бе, он беше роден пеач едноставно, Да. И јас А ти да си здрав и жив. А јас сум здрав и жив. Јас сум здрав. Така што јас многу сакам музика, слушам разновидна музика, многу сакам наши изведувачи да слушам и поп, и оперски пеачи и Ама нема пари во тоа операта, а освен ако не идеш у странство. Да се преориентираш на народно, еве ќе ти каже Огнен. па да, во операта надвор дефинитивно, а народно па има Народно тука сегде. свадби, Па има народно има затоа викам да, народно да, секаде, немој Да, сега, тоа е да. дефинитивно дека Иначе повеќе таа пари. сега- Нели повеќе пари има во народно. Да, точно повеќе А пари. и ти со поп се бавиш? Да. И твоите се бавеа со поп?
И ти Да. се бавиш со поп. Па вие сте сиромашни, бре. Ние чекаме прав момент да ни пројде шемата. Но и со поп има пари. Има. пари, Да, има. Не е лошо. Ако патиш, ајде. Лико добро. сакав само да додадам, Кажи. извинете, дека таа желба што ми стана неостварена да се бавам со музика, некако си ја остварив на мој начин. Кумот ме поднаучи да свирам на гитара, мајка ми и жена ми, Емилија, ме изненадија, ми купија гитара за роден ден и ја бев пресреќен. И пошто кумот мој знае да свири на гитара, он ме поднаучи и јас си ја полнам душата дома. Зашо не ја донесе тука? Па сега припеаш и Да, сега тоа ја ќе сум беше баш тука. Зашто нема врска? До утре Утре ќе таму се работа. И ние ќе пеевме. И така да ми е Па, многу ние убаво пеевме, почнав да зашто? фаќам песни, мислам онака основно, не е дека сум профи А можеш нешто. да го скинеш малце, благо е неговите, мислам сега, он нема негови песни туку во операта нешто. Не, тоа е можеш, а? више друга димензија, не можам. Ете Ерос ви кажав тоа. Ерос, Тука иначе не само можам тоа. да го скинам, брат. Добро, окей. Да. На вас ви дадов ливчиња за мама и тато, заради тоа што нели вие сте наследници баш на тоа семејство, а тебе ќе ти посебни прашања имам за брат ти, за Ајде. тебе. Може? Чека, Окей. винце не се напивме. ајде. Винце да се Ајде, напиете, живели. ајде да здравија, живели, да сте ми здрави, живи. Ја на работно место не пијам, затоа не пијам вино. А стварно ти за тебе не си стави, Па само не за смеам нас. на работно место, ти ќе ми фаќа јазикот и не можам да А поставам прашања. цела пита кашкава има. До тебе се стаени. Цела пита пита кашкава. Еве, гурмал дук. Да видам, значи, кој има поголемо влијание или во кого повеќе верувате, во мама и тато, значи го вртите тоа, да видам. Ајде. Да. Да. Кој има поголемо влијание врз твоите одлуки, мама или тато? Мама? Валјда. Тато, А мора да се каже. гледаш тато. Ама гледаш женско со женско, машко со машко. Мајка ми нема не за тоа. Ја кај мајка ми, со мајка ми сме, значи тоа е да не кажувам, ќе треба цела емисија да зборам. Така? Турба со татко ми ќе се Може. договорам, да. Да. Добро, кој те разбира подобро, мама или тато? Пак. Може двајцата? Може средина вака? Да, добро, зависи, ама Стварно, потребно. не може Двајцата некој подобро те разбирајте едноставно нешто кога ќе кажеш. некој Зависи мама, за што, ама ајде нека биде тато. тато. Тато те разбира. Ајде нека бидеш, што знам и двајцата ме разбираат, исти сме ние сите колективно. Така ли? Добро, мама. Еве, мама нека тато биде. све. Ај вака, ама ајде Ништо, тато. Предрак не разбира. Ама зависи за што. Да, Со многу татко ми зависи. многу лесно се разбираме за било што вака, да одиме до кафана, да одиме негде. Ама сепак по суштински работи со мајка. Со мама. Добро. Ти све тато, а? Со мама Па, некако. Не, со мама, јас сум мамино синче. Очо сум тоа мамино синче и цело време сме на ратна нога дома, што се вика. Тато не се разбира толку музика и он се вика Тато може. си е- тато да, може. Добро, ти се разбираш, окей. Кој прв ќе го побараш кога ќе ти тргне на лошо, мама или тато? Ајде, мама. Значи, огнене Ке мине се се контра. Добро, значи тато, а? Да. Оти, лошо? Не, затоа што е многу смирен човек, Аха, така. а мајка ми е темпирана бомба. И Се согласувам. мислам Исти случај. Иста мајка. Исто. И мислам дека што и да тргне некако наопаку, да не знам што и да се случува, татко ми само ќе ми каже добро, смири се, Порационално така. е. полека, ќе средиме, а мајка ми кој што, каде, како, кој треба да убием, да тепам, да. И тука додека се разбереме, Исто. Таква и Сонја, исто. Исто, нема Па разлика. ја мислам бре Јохане оној бордениот. Не, многу е смирен човекот. Не, Јохане Многу со е ме, јас го смирен. знам многу. Памук. Памук со него можам. Сонја со- одма тука, нема да. шанси. Кој Нема те шанси. Ја закача? не можам до збор да дојдам, аз земам воздух толку. Значи не можам. Мамо ми требаш за нешто. Мамо ми требаш за нешто да ти кажам ова. Не може, нема шанс. Нема разбираш камо за тоа, со тато може. Добро, ти види со мама, а? Ако е на лошо, мама, Па види, мајка ми е човек што едноставно сака она најдобро ми мисли нормално како родител, но некогаш не ме разбира за некои работи, но сум и слабости. Се пример ако нешто ми е лошо или тешко за некоја ситуација, мајка ми исто многу избувлива личност како што кажа Мелани како мајка и како Тања. сите сме мајки изгледат така. Но кога станува збор за мене е смирена. Да си јам пример сега дека нешто сум во тесно или дека вака и вака, полека ќе решиме, ајде вака, ајде така. За разлика од тато од маѓари. Татко ми е многу лабав, флексибилен, мирен човек, така да
во све ме поддржува. Добро, окей. Што е најбитно. Тебе не те Блаз Кој за има тебе. сега за мене спремно? Леле, За кузни, тебе што ме имам, чека сега? чекај, не. Сега, кој повеќе сакате вие да го импресионирате, мама или тато? Така, на кој некако ви е понака да му докажете дека сте направиле нешто? Тато, добро? Ај ќе оставам тука татко ми. Ќе кажам зошто. Ја тука ќе сменам. Ќе кажам зошто. Ајде, зашо тато сакаш да го импресионираш повеќе? Затоа што тато е многу чуден. Не, затоа што мајка ми е поотворена и некако секое мое што и да е, тоа се става на маса, се разговара се некако е поедноставно дали да се стигне до да и се допаѓа нешто на мајка ми, иако секогаш има треба да кркаш уште и сето тоа, и што е нормално, ама некако е поедноставно, потранспарентно е за тие работи. Татко ми, па некако е добре, ама како така, добре. И мене ме нервира тоа, и сакам цело време да добијам од него повеќе. Така, секогаш, добре. Што ти рекоа на првата представа кога ја одиграш? Што беше или да речеме професионална представа? Беа и двајцата или не беа? Беа и двајцата. Мајка ми кажа, ајде забавлja се дома ќе правиме муабет. Најтешкото нешто. Да, дома. Ти забавлja се, дома ќе правиме муабет, тоа беше. А татко ми кажа тоа. Добре. И тоа добре уште го држим. Константен е он, да. Само малку повеќе жар има во добре. Али да, генерално за тоа е повеќе, затоа што е по-затворен, за тие работи и сакам да пробијам повеќе. Добро, Предраг, пази, што правиш? Ова сега да знаеш како се однесуваш. Леле, многу беше добра во емисијата. Да, чекаме. Да пишеш коментар, те молам. Да. Да пише, да. Ајде, Мелани, кај тебе? Кај мене мама. мама. Да импресионираш? Оти тато, на тато керката. На тато се му се свија поврзано со мене, нема што не му се свија. Тато фризурата топ. Тато гардеробата врв. Тато како сум нашминкана, ама ти си најубава секојаш. Мама ќе додам, ова гадно, ужасно, нема шанси. Зашто викам? Не, вика, ваква да искачеш од дома, шанси нема да ме брукаш, да ме срамиш. Викам, зашто? Викам, жено Божија, ништо нема лошо. Значи, фармерче, блузичка, све културно, штос. Не, ваква нема шанси да искачаш. Сега, тоа се смешни работи, глупости секојдневни. Но, например, кога станав збор за музика, јас пред извадам песна, пред да напишам текст, јас секогаш се советувам со незе, секогаш доаѓам, ајде да видиш, ајде да чуеш, ајде да ми кажеш совет, ајде да видиш вака. Што вика мама? И у 90% од времето не валја ништо. Јој. Не валја ништо, ама она има многу добра цака најдено кај мене. Мене мора да ме држи во неизвестност. Ја кога знам дека кога имам потврдно од незе, ти си топ, ти си супер, ја прекинувам да се трудам. Сега, она мене ми ја најда цаката и кога одам, например, во студио да снимам песна, ќе ми изнервирам максимално ќе се испоискараме. Искачам од студио, идеме на кафенце, све е супер. Ајде, викам, зашто викам бредеш каква ова, не бредеш? има. А јас сум многу мека со незе, јас немам душа на незе, ни тон да ја повишам. Ама за тоа ме ренда како сирење ме ренда. Не знам како да ти објаснам. Ете, сирење. Душа ми вари. И обожава да го прави тоа, ама знае дека ќе има добар исход. Добро, окей. Ти рече сакаш повеќе тато да го Да, импресионираш, тато бидејќи зашо? па на мајка ми веќе сум ја преимпресионирал во животов и сум достигнал све што она сакала да го види од мене. Сега останува само на мене да напредувам уште повеќе и повеќе. А тато мислиш дека се уште не ти ја дал не поддршката, туку можеби не. Не, многу ми ја дал и цело време ми ја дава, но за други работи сакам да го импресионирам. Татко ми е во не за кариерава, него за домакин лук. Аха, сам живееш? Моментално не. Со нив сум се вратив, не сум во Белград, веќе не ливе во Белград. Се живееше само Сега се сум врати. тука и во фаза сум на купување на стан. Ајде, Да. браво. Сега барам локација, барам стан. Најскупото бе требаше порано да купиш, сега многу е скап квадрат. Па знам сите ми зборат тоа, но ете така Поседи требало си да уште биде. малце. Ма кида нагоре и нагоре Ама мислам. не се. градот у Скопје, кај ги купиш? Нема згради ни Скопје. Ова ми нема, стварно. Нема. Да, малку Ајде, се Зграда прележа. врз зграда само. Малку се. Добро, вие живеете уште со родителите? Не, јас сум во гарсонјера во Капиштица. Ете, добро ќе му кажеш како, не, како треба. Ти Не, јас знам веќе живеев нели Да, само. знам, ама тука, у Скопје. Ти си живееш со нив? Се уште со нив. А. Ама на добар пат сме. Добро, ти се Да. одсели, тоа одамна знаеме. Ама лепенка сме со моите тука. Лепенка сте? Ау, вие сте птен И фамилиарно. горе се Чичко ми, братушет ми. Ние сме жиги на династија. Ние сме Чекај,
Благој кога доаѓа има свој стан или кај вас си доаѓа? Кај нас, понекогаш знае да отиде во стан, ама пубаво му е тука. Така. Пубаво му е кај Дома мама, си е кај дома. тато. Да не прашувам кога ќе дојде какво е тоа пречекување, а? Па внуката Лена, поврзана многу со Лена, со мојата ќерка. Тука сме сите заедно. Признај дека повеќе му се радуваат на него него на тебе. Признај, знам дека е така кога ќе дојде од странство. Не, се е Лена хит. Лена е хит. Добро, ај се извади, Сите добро. на Лена се И радуваат. сега важното прашање, пошто вие не сте Ајде, земени. што ќе ме прашаш сега? Чекај, Винце, ти ајде. стои уште малце. Ајде, Кога треба да бирате партнер, за озбилно, кој повеќе мислите дека ќе ви попува? Мама или тата? Дека ќе попува? Да. Мама, фиксно мама. Може мама да пишува. тука и на двата Или- листа мама нека. Жити се, шо ќе збори, шо ќе каже? Секогаш има нешто да се каже. Бога ми. Што, а каков да биде, шо да биде? Не до толку, ама така е. Јас знам, бе, Керко. Јас знам. Исти се леве тањи и совче Ти се. кажаме, значи на карактер. ФДК се, значи одма дете, ја ќе го чувам, значи знаеш ваков те. Сестра. Од фамилија да биде детето, да не биде актер, да не биде, а? Или не бира? Постоеше тоа, Аха, затоа што два пати била на со актер и јасно и е. Била, се уште е семјот. Тука се. Да, и било и тоа, иако и сама знае која поддршка она ја има со татко ми, баш пошто се од истата професија. Ама да, има големи несогласувања на моменти, затоа што истото е, и судира на моменти. И затоа и ме советувала за тие работи. доктор да си најдеш, адвокат, сигурна работа, нешто тако. Да. Не па не, уште професија да ми одбере на... Па нешто, како ја покажа, Ама да, ја викам и реално. тоа треба да бирам. Не. Ова е повеќе и дека си разговарам со неа за тие работи Да. и дека е човек што има секогаш нешто да си каже, сака да си каже и некако, а татко ми е така полабав. Он окей, ти среќна да си, јас сум среќна. Среќна да си, ја ќе знам Да. тука, си чувам тука. Така. Кога треба да средам, да. Добро, рече мама, а? Мама, До сега Тоа е- колку девојки ти одобрила? ако се прашува, она ни една нема да ја одобри. Сега, последниот период кога така имав девојче некое што се гледав со нејзе, иначе сум слободен, немам Така, добро. моментално девојка. Добро, додека мама не знае. одлучи. И ме прашува, дај да ја видам, бе, покажи ми кој, викам, нема потреба да ја видиш моментално, ако треба да те запознам, ќе те запознам. Добро, сакам да ја видам само на слика. И не знам како шо успеала, она си нашла, оваа ли е, ми вика. Викам, од каде бе човек, ти е гледаш, јас кога сакам се дознам, ми вика. И какво девојче шо работи, те текно од кај шо ме прашува, викам, мамо, добро, не ме распрашувај, ти реков, ако треба, викам, да ја запознаеш, ќе запознаеш, може ништо нема да биде од тоа, како е што ништо не бидна. И на крајот кога рече раскинав, што ти рече Вирче? Знаев, Да. знаев дека не е за тебе. Знаев, добро. Тоа е потврдното на крај што мора шлагот на тортата. Знаев дека не е за тебе. Добро, значи, дома Кај мене? попуе мама. А тато? Кај мене е тато. Ау, кажувај на Кај мене кој му е тато критериумот нема на шанси. Јохан? Мама секогаш ме поддржувала. Мама сите и се свиеле. Мислам, не имало кој знае колку, боже мој. Јас сум и во долга Ама, врска. сега си во врска, добро? Да, јас сум во долга врска. Го запознаа зетот? Ама, го запознаа, нормално, јас имам 5 години сме заедно. Добро, и? Но тато имаше страшни проблеми на почетокот. Морам да го земам да го возам да видам каков е. Морам да го разговарам, а ќе го возам. донесеш ваму, а таму. Дали ти се верува дека не поминаа ни месец дена како се знам со човекот. Не праќаше доле имаме ние гаражичка, живееме во зграда, имаме гаражичка. Во гаражата имаме фрижидерче и таму чуваме замрзнато мевце. Нели, крвче, едно друго, се од страна, тоа се лиѓе гадно ужасно. Како Ме гадно праќа затоа што беше старо и беше гадно. Значи смрдеше. добро, си постојала, баци, пуш. Не прати двајцата доле. Тој да ја чисти, цела гаража. Мислам, извини тато ако ме гледаш, ако ме колне човекот, ама не прати доле да ја чистиме гаражата. Толку ми даваше како ултиматуми, критериуми, он мора да е ваков, он мора да е таков. Па ќе знае ли ова да го направи, па ќе знае ли тоа, па ќе знае нормално човек ќе се научи, боже мили. Не, он пројде, мислам, јака му душа на мојата.
Стварно тоа е понекогаш Добро е издржа. Многу гадно е да речеме да чистиш такви работи или на Ужас. пример со до перот што ќе се собере, вака со гола рака. Немаше да ракавички, Ама немаше не, ракавички, тоа тоа е многу беше. гадничко. Чека, месото го фрлите? Да, го фрлив на Значи парасипано го беше положи да тоа. се. Чекај, добро, чекај со тоа возењето да ти видам. збор. Да, јас сум кај тоа. Ја останав кај Кај возењето. возењето, значи го качи у кола, у Го гепек. возиш? Не. За малце, ама не. Не, се предомисли, напред седна. Напред За малце седна. у гепак, ама ништо. Добро, и За кај го малце. извозе околу некаде или Па требаше да идеме, појма? требаше да идеме на пијачка и кај ќе одите дечки, па до центар ако сакаш да не однесеш, нема проблем, не му направи муабет воопшто. Така. Како сте Чичко Јохан, дали сте добро? Па што јадевте денес? Па што се напивте? Па кафенце да се напиеме? Добар сум, фала. Фала, Здраво и пријатно. Толку. Ама сега се добри. Сега се прави слушаат. другари. Другари, да? Сега да можете саме на одмор ќе се отидат, нема проблем. Стварно ли? Добро, Ја не им добро. требам уопште. Добро, Уопште. толку беше со мама и со тато, сега значи Да. Филип. Не. Значи имаме кога ти се женеше, кој прв ти ја одобри Емилија? Многу ми е битно. Ја јави прво на Благој, на Лидија јави, на кого јави или ти по подруми ја криеш? Па сите си ја знаеа, си доаѓаше дома на кај нас. Ама не, сите па си ја сега еднаш имало прв пат, ти немај. Немаше такво нешто дека некој треба да одобри, не. Не се сигам на такво нешто. Пробувам да се седам Кој прв ја виде? Прв, мислам дека мајка ми. Мислам дека на едно кафе во Девармало, сега ќе ме поправи ако грешам. Дајде. И тогаш бевме дечко и девојка и мислам дека мајка ми ја виде прв пат. И си го имаа муабетот уште од старт. Одма, ама знае одма си го Емилија имаа како муабет. и Да. така, да, добро, значи одобриле. Да. Сега, на кој поишемо прогледувани с прсти, на тебе или на брат ти? Малку сте разлика вие, 3 години? 3 години Да. сме разлика. Добро. Да. Леле, не знам сега на кој. Ајде, признај сега. Ама конкретно Ти за како што? малечок, па за све, за белја прајање. Чекај, Благој ми е на линија, што? Ќе да му се јави. Кажувај ти да знам. Верно. Стварно не знам на кој. Признај дека тебе ти прогледувале помалото секогаш така си се вади. Не е точно. Ама чекај се, он е па Стварно? прв. Он е па Најмало прв. си? Он е прв, тука може да е обратно да е ситуацијата. Убаво рече ти не е точно. Он е прв. Знам дека беше најголема слабост на баба ми и дедо ми, тука живеа они. Абе, лепенка. името, бре, името. Да, името, Кој ти е кришот, да. Благој. Добро. Дали некогаш си бил љубоморен на брат ти? Не, никогаш. Лажеш. 1000%. Ма лажеш. 100%. 100%. Како беше тоа, лажеш, куче лажеш. не, ја ептен му се радувам, мислам и секогаш кога ме викали надвор од странство да го гледам и со модел по неколку Ама добро, земји. те кога сте биле помали, не зборувам сега за возрастни луѓе. Не, немало воопште таква работа, воопште не се сеќавам. Не му даваа поубави поклони на брат ти? Како поголем? Не го поише браво му праја. Аплаузи на голема цена аплаузи. Тука ти идеше малку души. А знаеш што беше интересно? Уште како дете, јас се сеќавам првите рецитали кои ги правеше во салон 19-19, он средно, сега да речем он 18, а 15 години, и ќе дојат бабичките, честито за бато. И ти како се Честито, осеќаш? ми беше многу интересно, така забавно беше, фала. Уште од мал ми честито за бато. Добро, добро, Ама не, окей. го морал никој случај. Тоа за поклоните рече не сакаш да кажеш, иако мислам дека Благој добивал поубави поклони и Не, барем за не се барем 3 години добивал повеќе поклони од тебе. Пошто е постар од тебе. 3 години поише поклони добивал. Да, точно, да, добра ти е математиката. Да. Тоа е добро. Реков на кого повеќе му угодуваат кога ќе дојдете во семејниот дом. Значи на кого повеќе му угодуваат, на кој му трчкаат, на кој му викаат што ќе јадеш, што ќе пиеш. тука, да. Ајде. Уште не дојден и не резервиран летот, што да ти изготвам? Сакаш турли тава да ти изготвам? Сакаш пита да ти направам? Сакаш? Постам, човек, постам доста. Ама добро, тоа е и нормално сега, има некои јадење што тамо не може да ги јаде. Па добро, ама и ти си тука си, ако си му комшија, ама па на тебе така не ти прават. Ти си наш. Да, не, прави мајка За тебе мора што да има тоа, ќе кажеш. Прави За тебе мајка што мора да има? пофалам за сите. Да. Значи добро. Да. Рековме попривилегиран. Да признаеме сега. Ајде малце е попривилегиран, ајде се. Па да. Ама ај уште малце може обратно да стане, па да не викаат ова е братот на Благој Нацовски, да викаат ова е братот на Гурма Луксовилипче. Ајде, добро, добри сме. Треба да одиме на реклами, ама
ама претходно ајде пак да ви дадам некои предизвици или, па после тоа ќе завршуваме. Може? Може. Ајде. Значи, Нела, предизвикот е или, што ќе направиш? Ајде, Значи, станува збор за отказ на твоите родители. добре. Не дај Боже, нели? Сега вака. Ако одлучиш ти, едниот ќе си оди и ти треба да кажеш кој, а ако препуштиш на некој друг, во тој случај двајцата ја губат работата. Што ќе правиш? Мајка ме нека добро отказ. Зашто ја отпушти Тања? Па, се снајде. затоа што е една година постара од татко ми, што значи е поблиску до пензија. Мислам дека, вадам некоја статистика сега, има повеќе одиграни представи и полесно ќе се разберам после емисијата со неа. Добро. Да. Затоа. Добро, окей. Мелани, пошто рече све што е тато секогаш одобрува се, значи имаш вака, имаш избор. Да го носиш фустанот кој не ти се допаѓа, а го купила мајка ти, или да чекаш татко ти што ќе купи тоа да облечеш. Тато. Секогаш ми погодува. Тато, Соња толку ли има лош вкус? нема лош вкус, колку што е педантерија и треба време, па да го најде, па да го склопи, па да го состави, па да го отсостави, леле, почва да се крши се. Ама за тоа тато е тука. Секогаш. Тато, значи. Да. Фустанот што Number го one. одбрала мама не може, ама тато може. Значи ќе го чекам колку и да треба, ама тато вреди. Добро. На некој начин. И сега ќе биде Соња после емисијава ќе рече ете за тоа те толку од карам. мене. Гледаш ли што? Благодариме за емисијата. Добро. Огнен, дознаваш дека си победил на одредено надпреварување затоа што роднина ургирал за тебе. Кажуваш јавно и се извинуваш или си молчиш и си тераш напред? Па, би кажал јавно и би се извинил, бидејќи не би можел ете да го прекјутам тоа, а да е вистина. Така? Да. Да, храбро. Добро. Некој би живеел на таа слава или? Не. Па, не знам до сега што сум го стекнал денес, све со искреност и поштено сум го направил, така да би го продолжил тој пат. Добро, одлично, супер. Благој, ти вика. Не, Благој, сакам да кажам, Филипче Благој. Благој ти вика. Благој ти вика. Благој ми вика. Брат, јадењето не е добро, немој да одиш на надпревар со него. А Емилија ти вика, ова јадење е победничко. Кого го слушаш? Чекај, на надпревар со кого ми вика брат ми да Па не. на надпревар одиш, некоја јадење треба да презентираш и Добро. сега Благој го пробува, ти вика брат, ова јадење не е добро, немој да одиш, ама тука е сопругата Емилија која што ти вика, значи Филип, ова е победничко јадење, терај. Кого ќе го послушаш? Не, колку. Кажи колку напорно. Колку Кажи колку јако мачно. прасе. Па да. Биди паметен. Мисли што ќе одговори сега? Ова е за мозгање. Ова е за мозгање, ама Или нешто ќе ме... се разведу, или брат Ја му би ќе се се откаже размислила од Ова е за место. мозгање. Нешто ме влече на кај Емилија. Дека ќе ја Жената послушам. го продаде куќата за Го продаде жената. куќата, жената стои зад Гурмалук со Вилипче. Да не беше Емилија, Гурмалук со Вилипче немаше да постои. Така Тоа си. е тоа вистинското. Така си. Да одиме малку на реклами, па ќе се одјавуваме. Ајде реклами. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме. И назад сме во И емисија. назад сме во емисија, така е. Гурманлукот е добар. Добар е, Пробани тука се, тестирани се. Кашкавалчето е путер, винцето втора чашка ми е, може да тераме. Може да тераме, се јавивме дома, ќе не примат назад дома. После све што Поставуваме, кажавме, ништо не е сигурно. Добро. Те чекам дома, ама ќе видиш што ќе биде. И тебе ќе те вози у кола. Ау, не може у гепак. Немој Тоа да што таму. не се случи, да се случи. Сега ќе ве прашам на што сте најгорди вие на вашите родители, што тие го направиле? И вака баш вие ќе дека направиле нешто. Може тоа да биде и некоја карактеристика која што ја имаат. Може да Јас биде и сум некоја. горд што еве ќе почнам јас, Ајде. извинете ако некој сакаше да каже, но Слободно. горд сум и на мајка ми и на татко ми што ме одгледале вака да сум како ова што сум денес, што се тука најголема поддршка за мене цел живот и што ќе бидат и не знам, едноставно сум горд за се останато што го прават и што ќе прават во иднина и фала му на Бога само да се здрави и живи.
Така, добро. И на што си горда на Тања и на Предраг? На Тања сум горда за тоа што кај неа не може, ништо не е невозможно. Се може. Мислам, едноставно, мислам дека таа жена стварно све може да направи. Браво. А татко ми, тоа најгорда на татко ми сум што никогаш во животот, никогаш нема направена разлика меѓу мене и брат ми, иако брат ми не е негов син. А заедно се брат ми кога имал 6 години, никогаш не направил разлика, напротив, они се екипа. Дури сум љубоморна малку, кажи. Порано бев. Ама да, на него сум горда што едноставно нека баш има толку љубов за брат ми, пошто мене брат ми е на прво место и тој човек чим го сака толку многу, а не е оригинал негов. За тоа сум најгорда и секако за се тоа што направиле и професионално и двајцата многу различно, што се многу различни и за тоа различно горда сум, ама сум ја двајцата. Добро е, си извади за све што. Сега кажу, да, ако ми текне уште нешто да додадам. Да се надобар за. Добро, Мелани, ти зашто си горда? Остави го тоа мама, тата, Јас од преска, од преска го вртам. Па ова ми е... Така, Знам што правам јас од преска, вртам мама, тато. Како зборам и само вртам да потенцирам на камера. Не, шала на страна. На двајцата сум горда премногу. Првенствено поради целото животно искуство и така натаму. Повторно успеавме да се зближиме и да бидеме една целинка. И сите одлично знаеме колку тоа знае да биде и тешко кога би погледнале од друга перспектива и колку може да е зезнато и од психолошки гледан аспект и од многу други. Но горда сум на двајцата, посебно на мајка ми, мултитаскер. Таа може да прави све. Преубава слика, пишува текстови, сега пишува поезии, пишува книга, одличен готвач, не знам што све не можам да набројам веќе. Татко ми Има специфична ситуација со татко ти и верувам дека и затоа гордоста е малку поинака. Па да, поинаква е. Поинаква е, не може да биде исто. Горда сум за све. За све. Многу малку луѓе би ја разбрале суштината од друг агол, но горда сум на све што е тој денес. И све што бил и све што посакува да стане. А знам што посакува да стане и знам како се замислува себе и знам каде сака да биде во одредена точка во одреден период од животот. Па, нема да издадам. Добар моторџија е, многу сум горда на тоа. Добро, и ти тоа со тоа моторите, знам. Да. Но гордоста кога ја зборуваме за татко ти, дали мислиш дека му е оправдано тоа зад кое стоел и заради што издржал толку долго време? Па оправдано е. Оправдано. Според мене оправдано е. Оправдано е, зависи на кој начин. Сега, јас го гледам од една страна. Различни животни искуства. Неговата беше една, на мајка ми беше друга, на мене беше трета, брат ми. Сестра ми сега воопшто нема ни перцепција за тие работи. Мислам дека ние воопшто никош не сме разговарале со неја за тие ствари. Но некогаш дали се замислила да му замериш од типот тато зашто си одлучил нели Па, да како отидеш дете таму многу кога си замерував. можел нели да бидеш да речеме и помилуван за да се вратиш и да бидеш со семејството? да, како дете многу замерував. Многу замерував и многу бев гневна и многу бев љута и зошто можеше да биде другачија. Но времето си го покажа своето. Така да сега На крајот од денот се случило тоа што му било пишано да му се случи. А од пишаното нема бегање. Никој од нас не може да избега. Битно дека сега сте дома и дека Битно тато дека сме сега сите заедно и дека го остваривме тоа за кое што сонувавме сите. Како јас, така и тој. Ајде наскоро па и со зетот. Амин. Да ти играме на свадба. Да ти играме на свадба, Мече да да, се чистите заедно. сваѓаш, Меце, По тази меце. Каже. По тази меце. Човекот има уплав веќе. Значи, он мислам дека е травматизиран малку. Слободно кажи. да се знае, добро. Слободно. Значи, Филипче? Филипче на што е горд на брат му? На брат ми или на Па мој? на брат ти, и види, пошто го зборуваме почесто брат ти, но ајде ако сакаш и на твој. Добро, на брат ми се знае.
Моите? Како готват? Се подобро и подобро. Како што стареат се поголеми махери и поголеми махери во кујна. Татко ми отиден у пензија, мајстор во кујна. Па викни бре, викни. Ке што викнам. викнеш? За пазар? Не знам од кај да почнам. За пазар цар. Најдоброто зајре го носи. Ајде, браво. И во кујна е подивен човекот. Значи, во позитивна конотација. Ужива да готви. Еве, да свртам вака на полајт. Се разбира дека сум горд за целата константна помош што никогаш не застанала дали имаат 50 плюс или сега 70 плюс. Се разбира тоа, мислам, се многу е јасно, али ете, ова малце се нашалиме за кујната, ама вистина е, не се шалам, ја вистина е. Не, разбирам, за гурман како мене треба... Ја за благоите прашав, ама ти извини, благој еве. Не знам на што е горд нешто да ми одговори. Не, благој си е супер, благој си е. Благој ти е супер, мисли. Супер си е благој. Супер ти е благој. Царува на сцената. И брзо јаде. И брзо јаде, добро. Ами татко ми и мајка ми како готват. Ама моите како готват. Ами Емилија знае да готви. Гледаш ли? Значи сега го Првото кажа, кампување Тука има заедно, веќе драж. никогаш нема да заборам. Првото кампување заедно, каков граф ми свари. Емилија, на гравот те има фатено. Значи доаѓам после постов на граф. Да. Мене ми омилено јадење и лекичка сакам на фест. Еј, леѓе прави. И леќа, ето сме. Дури договорени. мајка ми вика Емилија, ти како што ја правиш таа леќа, ја не може да. Ајде, Со тој стаж 50 години у кујна. Браво. Готвење без љубов не иде. Ти знаеш ли да готвиш? Јас да. Добро. Оти Сонја да не те карах, Не, никако нема ни за што. Добро. Одлично сум сега да не си се фалам сама себе, ама така е. Ќе каже зетот. Ќе каже. Да. Значи давам подароци, ви благодарам многу. Значи прво еве подарокот, Лоренти ги имате сите, значи ова е козметика за жени, овде имате еден скраб, имате и парфемче. Емилија ќе ми ја поздравиш. Емилија, ќе ја Добро, поздравам, неа да ја добро. поздравиш, Ема ја зајадење овде, зборевме. немам што да земам. Сега ова може ли за мајка ти, ако е почистењето и ако е посредувањето, Приматекс Про Хигиена, не за да го дадеш. Може? Добро, ќе поделиме Значи ова како се што професионални средства за чистење, вака. Благодариме. Професионални средства за чистење, значи многу лесно чисто да знаеш. Само прскаш тоа и свети е чисто. Готово. Да, готово. за тебе гурман лухот со Ајде, солодки гурман млечни лух. производи, Ајде. значи тука да направиш некој рецепце, да сликнеш, да ме тагнеш, значи све како што треба. Така, да направиме... Да направиме, тоа е друг. Некој друго ти ќе си смислиш, тоа е веќе брендирано. Значи за Харчев винарија, го пробавте винцето Виното е Темјаника, преубаво, да, значи преубаво. македонски производ, македонска винарија. Супер. Повели. Тоа не ти е за готвење, тоа ти е само за пиење, да знаеш. Апсолутно. Органска храна, Алченеро, значи тука имате, ќе видите, мислам дека има и безглутенска. Да, повели. И сега да Ајде, видам уште еднаш фала. Флорадикс, падни го како фала, да дојдете пак. Сега, значи тука што имаме од Флорадикс имаме витамин D комплекс и тука имаме тоник со железо. Чекай, уште ке мене си со. Па ова на кого ќе го, ова на Благој да го даеш. Ајде, ќе дојде сега, ќе има представа, ќе дојде сега. Така, за D комплекс, иако железото му паѓа, значи да се пие за да биде здрав на сцената, знаеш. Ете така, да го пазиме Да, да на го сцена, пазиме, биде Благој, многу ни е битен. 100% перфектно. Да. На крајот ви се заблагодарувам, ви ја посакувам, значи целата среќа на светот, да си терате со кариерата и ако може би заклучивме дека сте во нечива сенка, јас верувам дека за вас има сонце. И допрема доаѓа. Јас сум добро сигурна винце. дека има. И винцето, да. Се гледаме пак. Ајде, гледаме. успех!